Здраво дечки, еве сме во уште едно видео. Значи во ова видео нема да зборувам нешто конкретно за React.js, туку ќе одговорам на неколку прашања кои што ги добив во коментар на едно од видеата за React.js. Значи во ова видео ќе се потрудам да одговорам на овие 1, 2, 3, 4 прашања кои што еден претплатник со име Васко ги постави и му ветев дека ќе му одговорам на прашањето преку видео и еве го правам тоа, бидејќи сметам дека одговорите на овие прашања би биле од корис на многу од вас. Па да започнеме. Значи, првото прашање кое ми го постави Васко беше кои екстензии ги користиш во Visual Studio Code. Доколку отвориме овдека во екстензиите, може да видиме еве кои екстензии ги имам инсталирано. Најпрвин го имам овој Auto Rename Tag. Со оваа екстензија, што можам да правам е, кога имам вака отворен и затворен таг, докато го менувам горе отворениот таг, ќе ми се доле автоматски менува и ово што е затворено. Ќе пишувам уште dd и што гледате и овдека и доле и горе ми се додава тоа. Auto Rename Tag, значи тоа ми го прави. Потоа имам Better Comments, ова колку толку за сега не ја користам, меѓутоа еве од описот на екстензијата може да видите што ни прави тоа. Кога пишуваме коментари со некоја специјална синтакса имаме различна боја во линиите од коментарот, доколку ставиме извичник пред односно после звездичката, доколку ставиме извичник, таа ќе биде со црвена боја, доколку има звезда зелена и така натаму. Bracket Pair Colorizer, не можам да ги изговорам ово, што ми прави тоа, како што гледате дека секаде низ мојот код заградите ми се со различна боја. Ова лилјаковата отворена заграда ми е овдека со истата лилјакова затворена, навртнува. Имам жолта отворена што одговара на ова жолтата затворена овдека, ова плавата отворена, плава затворена, значи за да можем полесно да разликувам каде некоја заграда ми е затворена. Значи користам ова екстензија. Code Spell Checker, што прави ова екстензија, на англиски ми проверува кога пишам нешто погрешно, доколку ова handle го да речеме изоставам, како што гледаме ќе ми рече, да видам дали тоа ми е. Не, во овој случај не ми смени, чека да направиме некоја друга печатна грешка. Const, не знам, има D, точка запирка. Не можам да ви дадам добар пример некој да направам. Може би во state горе да креирам нов const post set post, сакам да виде post, да видиме дали ова ќе ми даде. Post is unknown word. Како што гледате, меѓутоа кога ќе препозна дали сакаме да користиме нешто, ќе ми дали на quick fix ми даде. Move post. Доста пати, значи кога има некоја печатна грешка, која што ова екстензија ќе ја препозна, ќе рече дали сакате место пост тоа да ви биде пост, значи сте направили печатна грешка. Значи тоа ми прави ова Code Spell Checker. Видим дали во описот има некој добар пример. First value, да, еве, гледате, ќе го направиме исто тоа. Const first value е еднакво на 12. Ставиме вредност. Значи пробувам истиот пример да им го... Не знам, како и да, значи во секој случај во голем дел од ситуациите работи. Значи тоа е тоа што прави ова екстензија. Color Picker ќе ја прескокнеме. SLint исто е добро да ја инсталирате и што ви прави, значи ви дава некој добар интелисенс за кодот. Ви го форматира и така натаму. Друга таква екстензија ми е и ова доле Prettier Code Formatter, значи ова. Тие не знам која точно од двете екстензии го прави тоа, значи на сејп ми става точки, запирки,
Indentation на сейф ми прави правилен. Значи се да ми е некако исто секаде, не да ми е некаде сум нешто ставил во нов ред, некаде во ист ред и така натаму, датирано по ред. Значи тие две. GitLens ми е за интеграција со Git, кај што гледате овде ќе има history и слични работи. Import cost ми е ова што ми го дава овде, како што гледате, со секој импортиран файл ми пишува колку меморија ми зафаќа тој импорт. Гледате, React ми е 8.3 килобајти, не знам, 62, 60 и така натаму. Значи ова екстензија ми прави тоа и ова доста помага кога завршите некој проект и кога треба да го оптимизирате. IntelliSense for CSS, значи ми дава IntelliSense кога пишувам CSS. JavaScript, Snippets, Lifesaver, значи ова поголем дел не ги користам, Material и Conf Theme, Prettier го спомнав, React Native Tool, значи горе-доле, значи тие беа тие некои што ги користам претежно, значи Auto Rename Tag, Better Comments од време на време, Bracket Pair Colorizer е исто така многу добро, кој што реков, Code Spell, Check, потоа кој реков SLA int исто добро да го имате, Import Cost и долу мислам дека беше Prettier, значи тие што ви бе препорачал да ги имаме. Друго што сакав да спомнам, како што гледате овдека кога имам вакви некои, имам интересен фонт за стрелките овдека во arrow function, кога имам различно, кога пишем, не знам, нешто, чека да пишам некој if долу, if, не знам, posts е различно од undefined. Како што гледате, тоа ми се, стрелката ми се промени. Posts, да не имам чисто грешка. Како што гледате, стрелката различното што ми беше претходно што го имав, што изгледаше вака, без празното место. Значи вака ќе ми го направи, така. Значи извичник е еднаквото, ми направи некој интересен знак овдека. За тоа е потребно да инсталирате фонт кој што се вика, мислам дека имав отворено settings, но сум го затворил, файл, туку code, settings, овдека треба да барам фонт и Fira Code Retina, значи ова треба да го имате, а како да го инсталирате тој фонт, имам ставено овдека линк, треба да е ова, не, тук прво ти двата ќе ви ставам, линкот меѓутоа ова ви е побитен. Гледате, VS Code Instructions, како да инсталирате овој Fira Code. Значи едноставни инструкции, треба да ги следите и ќе успеете да го инсталирате. Да видиме друго прашање што имаме. Колку видеа се планирани за овој туторијал? Значи, за овој серијал од видеа, значи планирам да снимам видеа додека има интерес. Откако почнав да ги снимам видеата, дојдов до некаде и случајно интернет налетав дека, значи ово не е спонзориран линк, една не ја спомнам, иако може да прочитате, Академија за курсови нуди курс за React.js и видов дека горе-доле, значи имаат во курсот планираат да ги поминат исти теми кои што и јас ги поминувам. Со мала разлика во цената, како што гледате, тие имаат оваа цена за курсот, мојата е малку поинаква, бесплатно. Тука вели вовед во JavaScript и 6, кај мене вовед нема, тоа воведот во JavaScript е во друг серијал, може да го најдете, но тој серијал го прекинав бидејќи немаше интерес и продолжив директно со React.js и како одиме со React.js-от, значи зборуваме и за некои работи од JavaScript кои ни се потребни. Вовед во React.js, својства и состојби, односно props и state, циклични методи, валја овдека зборува за if или за ternary оператор, не знам што планира зборува оваа тема. React патеки или React Router DOM, што го не споменавме поминато, HTTP побарување со помош на Axios и Fetch. Ние го пробавме само Fetch, а планирам во наредните видеа некаде да го воведеме и Axios, меѓутоа пред да продолжиме со Axios, планирам да зборуваме за некои други теми и потоа да продолжиме со Axios. И на крајот овдека вели дека планира да зборуваат за Redux, што и јас планирав да го зборувам.
Значи видео како што сме почнале во овој момент, не знам дали го имам отворено некаде каналот, мислам го немам, да видам, мислам дека има 15-тина, може би повеќе. Не знам колку кој беше последното, 15 или беше последното, 14.1 ми е последно, значи 15 видеа има за сега, ако не се лажам. Да, 15 видеа има овој серијал, како што е тргнал, значи мислам дека барем 30 ќе има во најмала рака, но пак ќе речем, додека има интерес за видеата, да ќе снимам. Кога ќе видам дека веќе нема интерес, повторно ќе оставам до каде што дошло во момент, па кога ќе најдам пак слободно време, ќе продолжам најверојатно со нов серијал, а не со овој за кој немало интерес. Како што гледате во моментот има многу малку прегледи на овие последни неколку видеа. Најголем интерес имаше за ова видео што немаше никаква врска со React, туку беше нешто сосема трето. А овие кои што ги правиме едукативни видеа, значи имаат многу малку прегледи. Да видиме кој е на редното прашање. Дали можно да ми наведеш и останате ресурси од каде што може да се учи React? Во видеото споменуваш React Native, од каде ти си научил пример. Значи јас лично React почнав да учам пред помалку од една година. Значи јас имам претходно работено 5 години со Unity и со .NET, што нема никаква врска со React или со JavaScript. И така ми текна дека е време да се промени нешто и најинтересно кое што го значи пробав, читав и за Swift и Android и не знам многу други работи, меѓутоа кога земав да разгледам малку околу ова чудо што се вика React, ми изгледаше доста интересно, бидејќи учиш една технологија што се вика React, а со таа технологија значи можеш да работиш и веб, и мобилни апликации со React Native, и десктоп апликации со Electron и така натаму. Значи учиш една технологија и можеш да работиш многу работи користејќи ја истата, значи не си толку ограничен. Кој што реков, значи ја за кратко време навлегов во ова, значи месец, два, не знам колку ми требаше. Најпрво преку документацијата за React, ја читав, ја гледав, пробував некои работи, откако навлегов во тие некои основни концепти во React, продолжив со видеокурсеви на Udemy, кои се, да речеме, Udemy курсевите се познати за такви некои воведни основни курсови, значи не се некои поакадемски или така натаму, значи се курсевите кои што се закачуваат на Udemy, значи се наменети за секој да може да ги разбие. Поголемиот дел од нив има и некои што се малку понапредни. За поквалитетни курсови тука е Pluralsight. Pluralsight, имате Lynda, мислам дека Lynda беше сменета во LinkedIn Learning или како и да е, значи Pluralsight мислам и сега имате Free April, значи може да направите бесплатен акаунт во април месец. Пред тоа дава бесплатни акаунти со доколку направите на Microsoft некој мејл на Live или на Outlook, не знам како беше. Тоа време значи имав направено да речеме го злоупотребив системот, направив неколку мејлови и преку некои плагини за Chrome симнав видеата, симнав повеќе курсови, откако значи изгубив времето кое што ми беше, мислам еден месец имаше за тој акаунт да можеш да го користиш или како да е, после мора да платиш, значи еден месец subscription. Симнав видеата и ги гледав. И учев од нив, значи тука ви е, кој што реков, значи Pluralsight, LinkedIn Learning, имате разни платформи, но за почетници, кој што реков, Udemy е доста добро, докато срчате React, кој што гледате, имате многу курсеви, по ревјуата може да видите кои се добри, а кои се не толку добри. Дел од тие курсови, значи, ќе ги најдам некаде на интернет, бесплатно е да не ширам пиратерија или такви работи, да не зборам за такви работи. Значи секогаш кога сум нашол на некој начин некој бесплатен курс,
доку ми се свиѓал, секогаш го имам купен. Значи, доку одам во моите курсеви на Udemy ќе видите дека не лажам и стварно имам купено 45 курсови, доку ставите еве да речеме дека секој е по $10, бидејќи паѓа цената до $10, значи тоа $450. Иако некои курсови сум ги платили, да речеме, дупло и тродупло од таа цена, значи по 20, по $30 сум плакал за курс. Меѓутоа секогаш кога имал некој добар курс, секогаш сум го купил, а тука да речеме не сум го гледал, како што гледате. Голем дел од овие курсови, значи ги имам поминато по 1 по 2%, некои помалку, бидејќи ги гледам офлайн. Од таму каде што сум ги нашол, да речеме, некаде бесплатно. Што е наредното прашање? Колку време е потребно да се научи, значи, да се научи React.js за да може да се баре работа? Значи, кој што реков, јас лично еве некаде од не знам, јуни-јули минатата година почнав со учење на React. Да, така некаде мислам дека беше, јуни-јули, а во септември веќе најдов работа. Значи, неколку месеци, значи тоа не е било активно учење цело време, бидејќи тоа време баш и реновирав тука по дома малку со мајстори, едно, друго, трето. Некои работи, сам работив дома, се заучува да бидам мајстор, да речеме. Така да, неколку месеци, значи, доку добро се посветите, значи, многу е битно кога ќе учите, значи, не да земете нешто копи-паст и да правите, туку гледајте го курсот, да речем, направите го тоа со копи-паст што и да се прави во тој тест проект и откако се осеќате спремни, значи, докато тој курс не се осеќате спремни, гледате друг курс, трет, четврти, не знам како и да е, кога ќе изгледате се, пробајте направете нешто сами, значи нешто што нема врска со проектите во тие курсови, значи не да не е нешто слично да направите како во тие курсови, туку нешто скоро различно некој проект што сте го имале замислено или на интернет најдете некој интересен проект и пробајте направете копија од истиот сами. Док успеете да го направите тоа, значи верувајте дека тогаш сте спремни за работа. Значи да барате работа со оваа технологија. Исто така многу е битно, значи доколку сте почетника, не сте работеле со оваа технологија, значи да направите некој таков проект и како искуство да го наведете тој проект кога аплицирате за работа. Значи добро е да направите повеќе од еден проект, што е уште подобро. Значи речем портфолио, сајт, личен ваш, потоа замислено некоја e-commerce, некоја продавница, агрегатор на вести или што и да е, значи нешто што сами сте го направиле. Значи повеќе такви лични проекти ќе видат во прилог доколку аплицирате за работа. Така да, дечки, мислам дека тоа беше тоа од одговорите на овие прашања. Доколку и некој друг се осмели еве да речеме се осмели да постави вакви прашања, значи ќе ми биде драго да земам и да одговорам на сите од нив. Фала и се гледаме во некој наредно видео. Поздрав!